Да, се враќаме во студиото. Одиме малку на она што не очекува, тоа е почеток на предизборната кампања и се разбира изборите на 12 април. Јосифовски има доста калкулации околу тоа што и како би се случувало, веќе се подготвуваат и стратегиите на партиите. Има една интересна стратегија што ја навестува ВМРО ДПМН, верам Богоевски за тоа ќе сака да одговори. Одиме прво со ова. Има некакви најави дека можеби владачката СДСМ сега ќе настапи прв пат со една предизборна коалиција составена од албански партии. Најмногу се зборува за БЕСА и ДПА за сега, но не се исклучува можноста во тоа да влезат и алтернатива и алијансата на албанците на села. Се разбира доколку СДСМ настапи со една таква стратегија, тоа би била и понудата за идната влада. Значи тоа тука го забораваме и принципот победник со победник. Едноставно тоа што го гласате, тоа го добивате, но исто така интересно е дека после 14, 18, не знам точно колку години, тоа би било и влада без Дуј. Гледате, политиката не подразбира само проста математика. Ако целта на коалицијата со албанските партии за прв пат е со цел да се стигне до поголем број и квантум на гласови, како чиста математика според мене е грешка. Меѓутоа, ако има сериозна дискусија за имплементирање на мултинационалниот концепт, на европската иднина на државата, значи на економската програма, на реформи во државата, ако се најдат по тој основ, тогаш е веќе друга приказната. Таа работа треба да се ја направи СДСМ. Таа проценка мора да ја направат они. Во спротивно, ако се доведат во ситуација само простата математика да ги води, значи глас повеќе, според мене нема да биде нема тоа да биде успешен концепт. Од тој аспект гледано, можеби СДСМ е време да погледне во сопствените редови. Ако успее да направи коалиција со самата себе, во смисла сите потенцијали, кадри, луѓе, ресурси кои што ги има на располагање, да ги стави не само во време на избори, него во период кога се гради државата и кога се ствара правда или кога се бара правда за сите, тогаш тоа мислам дека ќе биде добитниот концепт за нејзе. Коалицијата само заради коалиција, ако наликуваме на она што го правеше ВМРО ДПМН, да не заборавиме. Они има една композиција на партија човек кој што ги става позади себе и се декларира дека имаат преку 30 луѓе. Тоа не ни е потребно. Значи, потребно е суштинска имплементација на програмата. Од тој аспект само ќе потсетам една работа. 2016 година договорите во коалициите кога беа коалицијата на СДСМ и сите останати партии излегува дека првиот закон кој што ќе биде донесен во новото собрание ќе биде законот за една изборна единица. Ние сме 2020 година, тој закон не стигна дури као точка на дневен ред. Дека се разговараше и се дискутираше, да. Дека се дебатираше, да. Меѓутоа, пазите, луѓето се спремни за реализација, од мудрување, од надкажување, од надвикување еден со друг, на никого повеќе не му се слуша. Затоа мислам дека СДСМ треба да посвети внимание внатре во собствените редови. Мислам дека као коалиција ќе најдат снага да дадат квалитетен избор за кадри и тие кадри да бидат вистински слуги на државата, онака како што се однесувавме и ние како пратеници и сите претходни парламентарни состави. Да не остане дека повторно ќе исполнуваме его трипови на некои лични сфрустрирани луѓе кои што се стигнати до позиција, не знаат дури ни како стигнале до тоа место. Да. Драла, ова што го зборуваме на некој начин може и да се навести од она што се случуваше пред распуштањето на парламентот, на оние драми околу тоа дали Дуј ќе гласа или не и прилично директната закана на СДСМ дека има и ново парламентарно мнозинство. Значи, тука отприлика се оцртуваат и контурите на таа можна една стратегија. Но што би значило тоа и за Дуј, влада без Дуј? Веднаш некако звучи драматично. Па добро, се откако постои бидејќи они инсистираат на има сериозна можност да не угрее сонцето едно утро. Сакам да кажам и тие повторно сега тие повторно инсистираат на принципот победник со победник, се враќаат. Мене ми е многу јасно дека сега го зборувам како поединец, како граѓанин. Да, чисто анализа правиме, да. Се разбира, сметам дека тоа е незамисливо да постои влада без Дуј. Мислам, како тоа
не може да постои глава без дуи. Се разбира, тоа се шегувам во иронија го кажувам. Мисламе дека тоа ќе биде многу сериозен удар за дуи. Првиот катастрофален удар го доби во 2016 година, меѓутоа се уште беше доволно влијателна, имаше доволно пратеници за да биде пресудна, особено заради таа останатата композиција на моќта во парламентот. И овие 2,5 години ги видовме дуи во таква светлина што изгледаше како СДСМ да е во коалиција со ВМРО ДПМН во многу наврати. Видовме едни така акробации во парламентот за спас на одредени пратеници од притвор, од губење на имунитет, па потоа притвор. Видовме низа други блокади кои се однесуваа на суштински чекори, суштински потези што требаше да бидат повлечени во државата, за да можеме да се оттргнеме од она што беше наша реалност до пред 2,5 години, 3. Видовме една крајно блиска соработка, која дури на моменти ми се чини дека воопшто и не се криеше меѓу ДУИ и ВМРО ДПМН. Една навика која ја има претходните години на власт заедно со режимот, како дел од режимот, една навика која не исчезнала овие 2,5 години, јас колку што се сеќавам, или пак напорите да се прикаже нешто поинакво пропаднаа. И тоа мислам дека првиот удар што го добија во 2016 година, на некој начин поддршката поради најразноразни ветувања и уцени за кои сме информирани, малку се вратија, меѓутоа ако одат вака на избори без коалиција со СДСМ предизборна и ако СДСМ решат да не ги земат во коалиција после изборите, мислам дека тоа ќе биде може да свират фајрот тогаш. Богојски, се разбира дека може да одговорите и на ова истото прашање, доколку сакате нешто да додадете, но вас би ве прашал и уште едно во односи на ВМРО ДПМН. Интересно е што дел од функционерите на партијата веќе почнаа да шеруваат спотови. Се уште не е почеток на кампањата, не знаеме дали тоа ќе им биде официјална кампања, но настапуваат со спотови никогаш Северна, само Македонија. Мислите ли дека ВМРО ДПМН може да настапи со таква една кампања? И што би значило тоа? Ја уопште не сум загрижен што и како ќе настапи советскиот блок во ВМРО ДПМН. Едно знам дека и загрижен сум за македонски концепт и знам дека ние подготвуваме многу сериозна порака до граѓаните и партнерите и луѓето кои ги подготвуваме за изборните листи се луѓе кои се компатибилни со големата порака која треба да испратиме до граѓаните нови избори, бидејќи во политиката не секогаш 2+2 е 4, може се случи 2+2 да биде 0. Мора да имаме компатибилност на идејата со репрезентите на таа идеја. Околу тоа никогаш Северна, само Македонија, јас мислам дека на овие избори и општо во наредниве 15 години крајниот победник ќе биде ВМРО. Не зборувам за ДПМН. Што е ВМРО? Идејата за македонска држава родена, создадена, европеизирана, интегрирана во нормалниот свет, во западниот свет, слободна, независна, со слободни граѓани, република, тоа е ВМРО. Значи, по наредниве 15 години ВМРО ќе триумвира. Губитник ќе биде најголем на овие избори советскиот блок во ВМРО ДПМН, кои се обидоа да застанат на патот на нормализација, европеизација, натовизација, едноставно на патот на изградба на вистинска македонска држава. За жал, они се залутани во мојата партија, бидејќи сум член на таа партија, они не се природни ВМРО-вци, не учествуваат тоа, излегуваат со такви спотови што ви спомнавте вие, но доколку има граѓани кои се уште веруваат во приказната никогаш Северна, само Македонија, а гласаа во собрание за сите тие севернизации на Македонија, ако уште има граѓани... Имаат патни трошоци од Северна Македонија. Да, но ако се уште некој им верува во таа приказна,
Јас ги молам сите да гласаат за нив, што им веруваат во таа приказна. Нашата приказна, нашата голема порака ќе биде сосема поинаква. Тоа ќе биде порака која ќе биде во насока што наредните 15 години. Бидејќи партиите во овој момент многу ги лажат граѓаните, и мене, јас сум граѓани, сите не лажат, многу лажат, претеруваат со лажење. Мораме да станеме реални и да кажеме дека наредниве 2 до 4 години наредната влада ќе има многу тежок мандат, посебно со оние ревизабилни процеси со ЕУ и така натака, нема да смени многу од работата, нема да го промениме поведението на обвинителите или на судиите или знам кој преку ноќ. Подгответе се за работа и само работа наредниве 15 години, за да излеземе деидеологизирани во една како граѓанска нација, како обединета македонска нација, да излеземе на плошта да прогласиме вистинска држава, некаде таму 2000 која ќе биде година 2035, а после тоа ќе можеме да живееме нормален живот. Да. Тоа е Јас мислам дека Да, нема, само кратко. многу е важно да се каже дека Богоевски ги погодува поентите, меѓутоа малку времето кое го кажува е предолго. Значи јас не верувам дека толку долго ќе биде и 10 години мислиш? Мислам и помалку, далеку помалку. Да, добро, Јосифовски, фактички времето ни истечено, ве молам за еден блиц одговор, ми остана од тоа уште прашање во однос на пржинската влада. После ова се што го видовме, што се случи и со Мизрахи, и со разрашување, со секојдневните препукување на министрите и нивните заменици, отприлика тоа се случуваше и кога СДСМ беше дел од таа пржинска влада во улога на опозиција. Има ли се уште логика да инсистираме на тој концепт? Апсолутно е на лице место се гледа веќе дека пржинската влада ја заврши својата мисија и тука мислам дека партиите ќе се обединат, барем двете најголеми во делот на тоа дека по завршување на овие избори дека треба да се измени тој закон и повеќе да не важи пржинската влада. За мене е разочарувачки фактот што иако ја гледам го гледам ентузијазмот кај колегите тука, дека наредните избори нема да донесат резултат кој што ќе биде позитивен за државата. Може да биде позитивен за одредена партија, меѓутоа не гледам дека ќе биде позитивен за државата. Зошто мислам така? Заради тоа што во моментот не се абсорбираат целокупните капацитети кои што треба да продолжат со реформите. Законот за јавно обвинителство е влез. Измените во правосудството следат. Ова што го кажува Богоевски, реверзибилен е веќе процесот за влезот во Европска унија. Значи, да, убеден сум дека ќе влеземе и набрзо и во Европската унија, за НАТО веќе не разговараме, но некој тоа ќе треба да го одработи. Ако не се соберат локалните капацитети, да не се доведеме во ситуација да треба да ангажираме странски капацитети за да ни ја водат државата. Така да граѓаните нека ценат, а партиите нека си прибегнат кон своја консолидација. Нели го направат тоа, казната ќе биде голема. Загубата не е индивидуална на политичките партии, загубата е на сите нас. Добро, господа, ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. На вас, почитувани гледачи, ви благодариме за следење на уште една анализа и се разбира, останете со нашата програма.